Во мала, трошна и стара куќа во срцето на градот под Исарот живее Вида Стојанова. Годините не и тежат толку колку условите во кои секојдневно се буди. Таа пред камерата на 24 објаснува дека третата доба ја поминува сосема сама, но како што вели, стравот дека ќе и падне таванот врз глава или пак болеста ќе ја надвладее и ќе нема да може да се движи, ја натерал помош да побара од институциите. Мојот проблем е куќата што тече од сите страни. Тече врз струјата, дека што штеко се уклучува телевизорот, тече и дека што не течеше до сега, претече, откако почнаа да се прават објекти наоколу околу неа, а куќата е стара 100 години. Оставена сама на себе, сега старата и болна баба Вида тврди дека низ годините наназад побарала помош од повеќе институции за нејзиниот проблем, но по долги административни процеси одговорот секогаш бил негативен. Таа укажува дека постојат повеќе решенија за нејзиниот проблем, но како што вели, потребна е волја. Значи, може да ме сместат у пензионерскиот дом, да ми даат една гарсонера, да живеам таму, а они да рушат куќата. Можат, ако сакат да ја срушат, да ми дадат еднособен стан, Бртучедо се откажува од дело негов. Можат да ми дозволат да го приватизирам дворо, за да продавам куќата. Има многу решенија, само треба волја. 72 годишната Штипјанка се сомнева и на институционален пропуст, односно на промена на податоците во катастарот. Свесна дека нејзината мала и стара куќа вреди многу малку, баба Вида е сигурна дека доколку дворната површина се легализира, тогаш благодарение на локацијата ќе може да ја продаде куќата и со тие средства да си овозможи колку толку нормални и соодветни услови за живот, а нејзините барања не се големи. Јас сакам да имам само една соба со предсоби и купатило и ништо друго не ми треба на мене. Сега на потек се институциите.